Денеска сме во компанијата Нетам Драган, презентираме уште еден од успешните проекти кои што ги финансираме преку Фондот за инновации и технолошки развој. Оно што ми представува особено задоволство, оно што можам да го видиме целосна функционалност на проектов. Пристапот кон креирање на раст кај малите и средни предпријатија тука особено се гледа преку воведување на нов производ. Оно што е многу важно и оно што е актуелно да новива тоа дека одреден тип на отпадни материјали се користат за горење, а тоа предизвикува загадување на воздухот. Оваа компанија, македонска компанија, го има многу успешно решено со тоа што текстилниот отпад го користи за креирање на нови производи кои што наоѓаат примена во градежништвото. И мене ми е особено драго што и покрај економскиот раст, односно покрај растот на самата компанија кој што е поттикнат од средствата од Фондот за инновации и технолошки развој, можеме денеска да зборуваме за дополнителен ефект кој што тешко може да се мери со средства, меѓутоа може да се мери преку ефектот што го има врз здравјето на граѓаните, тоа е оно што го спомена. Значи користење на текстилниот отпад што исклучително многу загадува, наместо за горење се користи за изолацијски материјали. Оваа компанија е уште една, како што споменав, од повеќето кои што веќе имаат завршени проекти, кои што веќе пласираат на пазарот, кои што веќе остваруваат приходи. Јас само ќе најавам дека оваа поддршка ќе продолжи понатаму. Ќе споменам бројката, последната бројка што имам официјално од растот на БДП од 3,6%. Целата оваа поддршка која што фондот ја дава преку планот за економски раст придонесува македонските компании да растат. Тоа зборува за еден пресврт во пристапот кој што оваа влада го има кон економијата, оно што го затекнавме пред 2 или 2,5 години каде што имаше целосен фокус на непродуктивни трошења. Денеска можам да кажем после 2,5 години дека има поттикнат инвестициски циклус од приватниот сектор 57 милиони евра, и тоа само преку Фондот за инновации и технолошки развој, посебен сегмент за странските инвестиции каде што изминатите 2,5 години се подпишани на 34 договори за инвестиции. Така што се тоа што го зборувам, она што го зборав како пресврт во економската политика и како видливо и денеска, меѓутоа и во сите оние компании кои што и во изминатиот период ги посетувавме и ќе ги посетуваме и ќе ги презентираме како модел за раст на македонската економија, тоа е поддршката за малите и средни компании. Значи се работи за проект во купна вредност од 120.000 евра, од кои 30% се наши учества, 70% е учество на фондот. Во тој дел морам да кажам дека самата идеја во однос на првенствено беше да се најде начин за примена на тој отпад, да можеме некако да го направиме, затоа што представува првенствено и наш голем проблем, а да не зборам општествено многу позначено. Морам да кажам дека немаше ова да го направиме ако не најдевме на разбирање од фондот, поготово што се работеше за една машина, значи не знам, ја видовте, која што мораше да биде купена за да го спроведеме и да дојдеме до крај, до финалниот производ, кој што фактички како производ би требало да биде замена во однос на изолационите материјали кои што се користат од типот на терволи, да кажеме, нивна замена, кои што и се увезуваат од надвор, а ние овдека би сакале, значи, тоа да се најде така една замена, и во тој дел морам да кажам дека сепак успешно го завршивме, иако се уште повторно јас ги кажав, знаете, секој нов производ е исто како и раѓање на дете, значи тоа треба да се роди, треба да проводи, треба и време. Се надевам дека и понатака ќе продолжиме во тој дел за да бидеме за да го развиваме и тој тип на производ и одредени типови други на производи кои што исто ќе користат текстилни отпад, текстилен отпад. Значи, ние генерално во нашата програма некаде сме пола-пола, повеќе во зависност од годината, али 50% е за извоз, а 50% е за домашен пазар.
машина, една да. Комплетирани за да биде кој состав на фунгер треба да биде, кој тип на педер треба да биде и така нататък. И Добър ден. Работи ли? Що правите на Луцмарек? да ти видиш, ще да видиш. Од они ни го дават по димензија, по висина. И еве, и овде. Се сеќа.